Значи, во очекување сме на оваа борба, категорија до 65 килограми. Штефан Хелмингер, Германија. Веќе на душекот се појави Дамјан Светлик од Полска. Го гледаме на екраните. И еве го и германецот Хелмингер. Почеток на оваа борба. Се повеќе гледачи забележувам и во салата 25 мај, и сигурно ќе дојдеме до онаа квота. Знаат радовишни да го сакаат овој спорт, но Европско првенство не се одржува секој ден. Поминува полека првата минута, без поени. Се обидува сега полякот Светлик. Судија на душекот реков Карол Дани Југославија. Пасиен беше сега Хелмингер од Германија, оди на партер. Ќе се обиде Светлик да освои поени. 1 минута и 26 секунди помина од оваа борба. За сега не успева. Нема поени и понатаму во оваа борба. Дојдовме до половината од оваа борба во која се уште нема поени. Борба во категорија до 65 кг, најмногу борачи во оваа категорија, силна конкуренција. Четврто коло или така наречен репасаж. Веднаш после оваа борба останете со нас, почитувани гледачи, на истиот овој душек. Лазаров Сашко ќе има голема борба од големо значење за противник. Уште поголем противник Евгений Жилиев од Украина. Повтор пат пасивен германецот Хелмингер. Тоа на крајот може, а и не мора да биде пресудно. Гледате сега на кој начин се обидува Светлик од Полска, Синдрес. Се жали Хелмингер на повреда. Да се надеваме дека со него ќе биде се во најдобрет, ќе ги издржи овие преостанати минута
и 42 секунди. Да видиме дали Хелмингер ќе може рамноправно да ја продолжи оваа борба. Од иста пасивна позиција ќе продолжи и понатаму Светлик Демјан. Но нема поени. Точно 1 минута и 15 секунди до крајот на борбата. Не видовме многу ниту од Хелмингер, ниту од Светлик. Го поменува судијата Кароли и двајцата борачи. Сега гледате, Светлик се наоѓа на партер, во една пасивна навистина борба гледаме, од ништо не покажа овие двајца борачи. Големото значење на оваа борба си го прави можеби своето, но редно беше барем да видиме некој зафат од овие двајца надлежи на своите репрезентации. Хелмингер од Германија и Светлик од Полска. Повеќе од сигурно дека во регуларните 5 минути ќе нема победник. Може би ќе остане и токму вака 0:0 и еве токму во овој момент крај на регуларните 5 минути ќе има продолжение од 3 минути во кои 3 минути ќе покажат кој ќе биде подобар во оваа борба, дали Хелмингер Штефан од Германија или Дамјан Светлик од Полска. А да напоменам, почитувани гледачи, веднаш после оваа борба во истата категорија, на истиот душек, категорија до 65 килограми, ќе се појави Лазаров Сашко во репасажот против Евгений Жилиев од Украина. Покажува Кароли дека сега повтор пат Демјан е Светлик е повеќе пасивен, повтор пат тој мора да оди на партер. Програма во живо што ја следите од салата 25 мај, директен пренос од Европското првенство во борење слободен стил за јуниори или за борачи до 20 години. Вторниот пребројачки ден. Ако не може во регуларните 5 да изведат вакви зафати, тешко дека можеме да очекуваме во продолжението на овие 3 минути, а веќе помина минута и 30 секунди од продолжението, може да дојде до
освојување на поени, да не зборуваме прерано. И еве поен. Еве поен за Сјетлик од Полска, кој може да биде одлучувачки. Остануваат 60 секунди до крајот на оваа борба. Влегуваме во завршницата на ова продолжение. Сигурно сега Сјетлик ќе сака да го сочува водство од 1:0 и ми се чини дека е многу поблиску до победата. 10 секунди до крајот. Не дозволува влез во нозе да биде изненаден Сјетлик. Крај на борбата. Крај на борбата. Победа на Сјетлик Дамјан од Полска над Штефан Хелмингер од Германија. Одекот ги продолжува откривањето во оваа категорија.